Добродошли за оние што во овој момент се вклучуваат во отвореното студио, кое, како што ви е познато, трае речиси од 14:30. Вечера посветуваме посебно внимание на сите вознемирени дедовци, баби, мајки, родилки, бремени жени и така натаму, на една одлука која само по себе внесува одреден дух на вознемиреност. Владата денеска донесе одлука да прогласи епидемија по појавата на еден прилично броен серијал на ново заболени од оваа вирусна инфекција или како сакате болест. Тоа најдобро лекарите ќе кажат. Да не должам многу, и темата на Граѓанскиот форум ќе биде посветена на вашиот интерес и контактите со моите вечерашни гости. Професор Катерина Ставрич, познат имунолог, и доктор Владимир Микич од тимот на Филипче, кој се занимава, предполагам, со операционализација на денешната одлука на владата за прогласување епидемија. На сите што сега се вклучуваат, да му објасниме доктор Микич што значи епидемија и колку ќе трае. Така да, добро вечер. Значи, епидемија, значи кога имаме невообичаено зголемување на бројот на заболени лица, споредено со истиот период во претходната година или за просекот од 3 години. Како што и веќе најавивте, имаме прилично зголемен број на заболени од мали сипаници, 961, заклучено со минатата недела, што е за 120 пати повеќе во однос на минатата година. Со тоа се исполнуваат услови за прогласување на епидемија. Дополнително, зафатени се повеќе од половина од населението, односно во 6 здравствени региони е прогласена епидемија и тука живее 55% од населението во Македонија. Каде има растечка тенденција која за вас е изненадување, да речем, во овие главни урбани центри? Па, пред се да кажем дека не е изненадување растењето, ние очекувавме, најавувавме дека ако не се спроведе доследно мерката за вакцинирање на сите оние осетливи лица, дека очекуваме да се зголеми овој број, што за жал тоа и се случи. Тенденцијата за зголемување се гледа надвор од Скопје. Значи, од последната недела имавме пријавено 126 случаи, од нив 69, значи повеќе од половина, се надвор од Скопје. До претходните недели имавме друга ситуација, каде што најголем дел или најзафатен беше главниот град, меѓутоа сега веќе во последните 3 недели имаме значително ширење во другите градови. Ако се шири, тоа значи дека прогласувањето, да речем, на локалната епидемија во Скопје даде и обврзителноста за вакцинирање даде некакви ефекти, па тоа се дисперзираше во другите средини? Па да, ако видите и во однос на бројките, од Скопје се помалку имаме пријавени случаи кај деца, каде што имавме најинтензивни мерки за вакцинација, посебно на оние предшколски деца во предшколска возраст, каде што успеавме да извакцинираме 3/4 од подлежечките во Скопје. Значи 75% од оние што беа најдени, некои 16.000 луѓе, се веќе извакцинирани во Скопје. Меѓутоа, за жал, ситуацијата е обратна надвор од Скопје. Значи, само 20% од оние што ги најдовме, што треба да бидат вакцинирани, се вакцинирани. Значи, постои една голема осетлива популација од преку 20.000 деца кои што се уште не се вакцинирани. Добро. Она што јас го забележувам вака лаички, дека се во последно време повозрастни луѓе се заразени од морбили, што на одреден начин можеби да зборува дека не е спроведена вакцинацијата во таа време, од 20 години, 10 години, но истовремено создава на одреден начин една неизвестност. Колку децата на родителите им пренеле морбили и на каков начин се покажува имунолошката поврзаност внатре во семејството. Например, слабоста на организмот кај мајката или кај детето може да префрли или да преземе морбили. Професор Ставрич? Во принцип, морбилите се високо заразно заболување. Тоа значи дека е 100% заразност. Ако едно дете има во семејството болно, сите што не се вакцинирани ќе заболат. Факт е дека вакцинацијата во Скопје вроди плод,
Меѓутоа се помести границата. Ние сега во главном имаме од Скопје доенчиња, односно имаме мајки породени кои што заболуваат од морбили и нивните новородени заболуваат исто така од морбили. Значи имаме доенчиња под 6 месеци кои што заболуваат. Така да тука е мајката невакцинирана која што се разболува и го разболува и своето дете. Таа е ризик и извор на инфекција за своето дете. Секако дека и возрастните се тука изложени на овој вирус, затоа што знаеме дека вакцината е воведена 1972 година, една доза. Дури 1982 година е почнато со вакцинација со МРП, комбинирана, за да 1987 година се воведе задолжителна и втора доза на вакцина. Една доза од вакцината штити, меѓутоа недоволно. Со две дози лица кои што примиле две вакцини, две дози на МРП вакцина, се смета дека 95% од популацијата која што е вакцинирана е заштитена, но сепак има еден мал процент и покрај тоа што примиле две дози, сепак постои ризик да се разболат. Новороденчињата заболени со морбили пренесена преку мајката, нели? Иако многумина до сега развива теза дека до 6 месеци бебето го штити имунолошкиот систем и така натаму. Ако е мајката вакцинирана. Ако е мајката вакцинирана. Добро. Дали може да постојат и какви би биле последиците од морбилите кај новороденчиња кои се заразени на ваков начин? И што би можела да биде, да речем, условно превенцијата или посткуративната нега? Значи, воопшто доенечкиот период и новороденечкиот период е ризичен период за било каква инфекција. Морбилите се тешка болест. Од морбили се умира. Посебно кога збориме за овој период кој што е многу чувствителен. Збориме за новородено кое што е незрело, кое што имунолошки не е спремно да се справува со инфекциите, каде што една инфекција многу лесно може да го нападне целиот организам. Добро, и последиците се многу потешки отколку ако збориме за морбили кај поголемо дете. Но тука зборуваме за морбили од новороденчиња од заразена мајка, така? Од невакцинирана мајка. Од невакцинирана мајка. Ако мајката е вакцинирана, во тој случај, во последниот месец од бременоста, пренесува заштитни антитела кај бебето, кои што го штитат во првите неколку месеци, така да бебето, ако е мајката редовно вакцинирана со две дози, доенчето е заштитено од морбили. И да дојде во контакт, нема да заболи. Професорке, дали поради овие причини е симна, да речем, условно прагот не до 6 месеци, туку и под 6 месеци новороденчиња да се вакцинираат? Не. Значи, препораките се сепак задолжително во услови на епидемија, вакцинацијата да се спроведува кај доенчиња над 6 месеци. Во првите 6 месеци не знаеме каков е статусот, значи имаме мајки заболени, меѓутоа во главном се тоа невакцинирани мајки, но може да имаат и некомплетно вакцинирани мајки. Така да проблемот со давањето на вакцина кај под 6 месеци не е дека вакцината ќе предизвика некој несакан ефект кај детето. Напротив, дека може ако има заштитни антитела бебето, ќе дојде до неутрализација на ефектот од вакцината. Нема да го постигнеме ефектот од вакцината. И затоа се препорачува и кај тие деца, кај тие доенчиња, ако се вакцинираат помеѓу 6-тиот месец и 12-тиот месец, обавезно да примат уште една дополнителна вакцина. Значи, тие се вакцинираат на 12 месеци и после на 6 месеци уште една. Значи, оваа вакцина што се дава во првите помеѓу 6-тиот и 12-тиот месец се рачуна како нулта вакцина. Доктор Микич, ве фалат епидемиолозите дека го предвидувавте растот или овој тип на прогресија. Кога можеме да бидеме мирни? Кога можеме да очекуваме дека ќе стивне овој налет, дотолку повеќе што сега има и една друга димензија на комуникација. Во нашето соседство расте бројот на заразени, особено во Србија. Колкав е рокот на, да речем, не на искористување, туку на стивнување на оваа вирусна инфекција?
Значи, постојат два начини како може да престане епидемијата, односно да немаме веќе нова заболени. Тоа е да се вакцинираат сите оние што се подлежечки, да дојдеме до стапка на вакцинација над 95%, што ќе обезбеди така наречен колективен имунитет и веќе ќе биде невозможно ширењето на вирусот меѓу популацијата. Вториот начин, кој што е секако многу поризичен и проследен со потешки последици е луѓето да заболат и да стекнат имунитет преку заболување. Ама да немаат последици од заболувањето, нели? Па она што го гледаме со бројките и особено во клиниките не е така. Значи 40% од сите овие пријавени 960 лица биле хоспитализирани. Значи, како што кажувме, малите сепаници не се едноставно заболување. Сепак се работи за сериозно заболување, кој што кај нас во 40% од случаите барало хоспитализација. Овде не можеме да зборуваме за ендемско подрачје, меѓутоа загрижувачки е дека има појава и кај возрастните. Тоа е она што цело време зборуваме за, да речем, условно за некаква превенција. Тоа, ако се фокусираме на децата, што правиме со возрастните? Затоа и препораката е на Комисијата за заразни заболувања да не се вакцинираат само децата од 6 месеци до 14 години, туку сите возрастни до 60 години кои што не се вакцинирани, не го знаат вакциналниот свој статус или не знаат дали прележале морбили да бидат вакцинирани. Само на тој начин ќе може да се спречи, значи ризик и да примил возрастен 2 вакцини, ако прими 3-та вакцина, ништо нема да се случи. А сепак ќе се заштити, ќе биде сигурен дека ќе биде заштитен. Професорите доктор Владимир Микич и професор Катерина Ставрич се гости. Во овој момент, поштовани гледачи, мислам дека можете да се вклучите. Знам дека минатиот пат во составот со професор Филипче, министер за здравство, покажувате голем интерес. Еве ги и сите други кои веќе имаат потреба од објаснувања. Ние новинарите сме приврзани на теории на големи заговори, мали заговори и така натаму. Јас ќе си дозволам луксус да кажам, тоа и министерот го на тој начин го испровоцирав или го постави прашање во вестите. Дали е ова некоја нова ујдурма на фармако-финансиските корпорации кои ако имаат потреба од дополнителна продукција на вакцини, истражувања, да не одам до крај на биолошки оружје и така натаму, дека може да се игра таква игра, затоа што за мене изненадување што Соединените американски држави одеднаш се најдоа во шок дека во Њујорк 100.000 кусур се заболени од морбили. Вака, значи, јас сметам дека вистината е многу поедноставна. Едноставно имавме долг период на каде што оние антивакцинални лоби, оние антивакцинални движења допринесоа да се генерира една осетлива популација. Знаете, со секоја година ние да опфатиме 95% од населението, од 5% имаме осетливо. И оние 5% што нема да реагираат на вакцината, веќе имате одредена осетлива популација. Само за илустрација, во последните неколку години опфатот ни беше со првата доза и под 80%. Значи 20% од подлежечките не биле вакцинирани. Кога ќе создадете толкава осетлива популација, многу е лесно за овој тип за овој вирус на мали сипаници, кој што, како што каже професорката, е најконтагиозен од заразните заболувања, најлесно се шири, едноставно да се прошири не само кај нас, туку и во цела Европа. Значи, триплиране бројот на случаи во Европа споредено со минатата година. И за жал трендот продолжува. Докторите Микич и Ставрич се гости и мислам дека првата ваша реакција оди во прилог на диалог директен со вашите мои соговорници. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Оне мајка на бебенче. Имам две прашања. Едно е, бидејќи се спомна некоја старосна граница од бебиња па до 60 години за вакцинација. Моите родители се преку 60 години, би сакале да се вакцинираат превентивно заради моето дете. Каде би можеле да го направат тоа? Тоа е едното прашање. Второто прашање, ако добро разбрав, чисто да ми се потврди дека
сите возрастни кои што се пред 82 година малте не вакцинирани, во тие 70 години се некомплетно вакцинирани. Дали тоа значи дека и други членови на семејството кои што се родени во 70-те години би требало да примат превентивно доза на вакцината за да бидеме ние сигурни дека детето е заштитено. И благодарам. Благодарам вам. Ево одмah да одговориме. По принцип да, треба да се вакцинира доколку И овие на 60 години? Препораките се до 60 години, затоа што сепак се работи за вакцина. До 60 години треба да се вакцинираат. Значи сите овие што да речем се генерација 70-тите и 80-тите и оној период кога имаше некаква антивакцинална хистерија да не се даваат вакцини и така натаму. Дали тоа значи се? Да. Ако значи се, што тоа ќе направиме во рамките на вашите епидемиолошки проценки и активноста на владата, сите луѓе да ги поставиме како што велиме старите дојдели зима, вакцина за грип. Дали во исто време и на ист начин треба сите да примаат вакцини против морбили? Значи, она што го спомнавме е дека сите кои што се невакцинирани, некомплетно вакцинирани или не го знаат својот статус, треба да се вакцинират. Оние што значи на возраст до 60 години, тоа беше комисијата, одлука на комисијата. Оние што се редовно вакцинирани или што ја прележале болеста нема потреба да се вакцинираат. А бебињата над 6 месеци можат да се вакцинираат и со тоа да се заштитат. Професор, ја имам една шокантна информација и побарав на овој начин да ја разјасниме. Морбилите поврзани со повисока стапка се поврзани со повисока стапка на абортуси. Тоа е екзактна констатација дека трудница заболена од морбили влијае и на плодот, како што рековте, што би значило, например, доколку тоа се констатира? Право на абортус, право на некаков друг третман? Значи, секоја вирусна инфекција, посебно во првиот триместар од бременоста, носи ризик за појава на одредени малформации кај плодот. Така да, доколку жената заболи од морбили во тек на првите месеци од бременост, секако дека тоа носи ризик и тука треба да се сепак мајката со бремената жена со гинекологот да разговараат во поглед на ризиците и што понатаму да се превземе. Морам си да ме прекинем за момент, виден дипломат, мој пријател ме предупредува и со право режија. Симнете го насловот СРМ. Уште ве води на Социјалистичка република. Пермутацијата е направена, можеби несвесно, РСМ. Му благодарам на мојот пријател за оваа забелешка. И сега одиме понатаму. Ја би препорачала, значи, секоја жена, доколку планира да формира семејство, доколку не е вакцинирана или не го знае својот вакцинален статус, во оваа состојба на епидемија да се вакцинира. Бремената жена не може, со оглед дека се работи за жива, атенуирана вакцина. Бремените жени не можеме да ги вакцинираме. Меѓутоа, доколку исто така не е вакцинирана и се заврши бременоста со породување, непосредно после породување, исто така, мајката, идната мајка, треба да се вакцинира. Дали вашата лекарска етика оди во правец дека бремените жени, кои се заразени од морбили, им го посочувате, ја посочувате опасноста дека новороденчето може да се појави исто така со морбили, кои може да бидат и здравствено опасни или да предизвикат други малформации? Во тие други малформации што се спаѓа? Неформирани плодови, намален органи, намален имунитет, опасност? Тука е разговорот помеѓу гинекологот и бремената жена. Значи, постојат можности да се следи бременоста, да се следи плодот, да се види дали има некои проблеми со плодот, така да тоа е комуникација помеѓу гинекологот и бремената жена и проценка на ризикот доколку дојде до заболување на морбили во тек на бременост. Доколку дојде на заболување на бременоста... Не зборам за тоа. Отворени сте, сигурни сте што ќе го кажете на бремената жена тоа? Не, тоа не може никој да го каже. Тоа ако има видлива малформација која што може да се види,
Ке се укаже. Сепак одлуката ја носи жената. Меѓутоа, етички е да се предочат сите ризици на бремената жена во тек на бременоста. Доколку дојде до заболување непосредно пред крај на бременоста, тогаш ризикот малформации од тоа нема. Може да се роди дете кое што новороденче кое што ќе се заболи од морбили. Меѓутоа тука има можности за третман и за справување со инфекцијата. Доктор Митич, сакам да прашам, дали ние имаме капацитети здравствени и во примарната и во секундарната здравствена служба да се справиме со оваков растечки тренд? Имајќи во предвид дека кај нашите соседи Србија тоа трае година и пол, година и 7-8 месеци веќе. Така, значи, капацитети има. Потребно е да се почитуваат протоколите кои што се донесени. Она што треба и во оваа прилика повторно би сакал да го истекнам, тоа е еден апел и до родителите, меѓутоа и до матичните лекари, а тоа е да го почитуваат протоколот за така наречена клиничка патика или третман на пациенти кои што имаат симптоми на морбили или кои што се сомневаат за морбили. Значи да не се праќаат веднаш до терциерните установи, како што се клиниката за детски болести, клиниката за инфективни болести, бидејќи тоа го зголемува ризикот за интерхоспитално ширење на инфекцијата и за компликации кај веќе лежачките пациенти, од една страна, од друга страна го зголема ризик за самите пациенти кои што ќе ги посетат, значи да се почитува тој протокол и да одлучи матичниот лекар кого ќе го упати и кого не, а не сами родителите да се упатуваат. Ако се случи да биме практични, и минатиот пат тоа беше едно од главните прашања. Дете кое не е вакцинирано, достави, да речем, условно сертификат од матичниот лекар дека е вакцинирано, што правиме? Градинките ќе го вратат? Да. Ако го вратат, чија е понатаму одговорноста? Значи, вака, сите оние деца што не биле вакцинирани, во меѓувреме се вакцинирани, секако се враќаат потоа во градинка и се следат нормално, нели, наставата. Значи, ова што не е вакцинирано се враќа и наредните 2 дена треба да биде вакцинирано да се врати во градинките. Така е. Значи, без вакцина нема да бидат, мислам, тоа е препораката. Знаете зошто? Затоа што ако сакаме да го прекинеме ланецот на ширење, треба да действуваме таму каде што имаме најмногу осетлива популација. Во моментов најмногу се уште во Скопје најмногу осетливи деца популација имаме кај оваа предшколска возраст. Тоа во Скопје даде ефекти. Не ми одговорите на почетокот кои се другите урбани центри. Прашањето дали и таму има доволни капацитети да се справат со динамиката на вакцинирање, диагноза и така натаму. Па во моментов имаме, како што кажав, 6 здравствени региони или центри кои што прогласи епидемија. Тоа се Куманово, Тетово, Кичево, Гевгелија и Струга. Таму имаме најголем број на регистрирани. Тоа практично е половина Македонија. Така, 55% од населението живее во овие центри. Капацитет има и таму. И значи вакциналните служби секако дека може да бидат и зајакнати и тоа во тек затоа се прогласуваат епидемија за да може да се ангажират и дополнителни капацитети и финансиски и човечки ресурси, нели, доколку тоа е потребно. Значи, ако се спроведат овие мерки за кои што ги предлага комисијата, тука има цел сет на мерки, не е само вакцинацијата, нели, забрана на посети, забрана за болни пациенти, дополнителни мерки за избарување на нови невакцинирани лица, се очекуваме да се намали, значи темпото нема веднаш да престане епидемијата, меѓутоа очекуваме да се намалува тој број. Значи ли тоа дека може да се очекува уште поригидна одлука да се забранат посети во болниците и особено во детските установи и детските? Значи, комисијата донесе препорака да се забранат посети во сите стационарни установи, значи сите болнички установи каде што имаме лежачки пациенти, со цел да се намали можноста за ширење интрахоспитално на оваа инфекција, бидејќи ризикот за потешки форми кај лежачки пациенти кои што веќе имаат компрометиран имун систем е секако поголем. Има доктори заразени? Има. Има, добро. Капацитети има, сега она што следува. Вакцини има? Има и вакцини, значи... И нема да се сочиме со една стара нова, мала афера, голема афера, те се бајати, па препакувани, па сомнително потекло и така натаму.
За жал нели имавме некои недоразбирање во однос на тие вакцини кои што еве сега може и не би ги коментирал. Она што располагаме како информација дека имаме повеќе од 25.000 дози веќе се пристигнати и се очекуваат нели нови дози бидејќи ја проширивме значително нели оваа граница за вакцинирање, така да во моментов не очекуваме да имаме недостаток на вакцини. Значи потребно е центрите и здравствените домови да ги требуваат вакцините, ќе се дистрибуираат таму каде што треба. Значи како што кажав имаме 25.000 дози на вакцини од реномирани производители со квалитетно потекло, така да тука не би сакал воопште да дискутираме во однос за квалитетот на вакцините. Професор Ставич, станува перманентно прашањето квалитетот на вакцините, особено врзани со една прилично симптоматична доктринарна би рекол афера, скандал и така натаму, дека вакцините ги предизвикуваат овие ретки состојби, Даунов синдром и така натаму. Дефинитивно тоа е расчистено или се уште има сомневање? Значи, дефинитивно научни докази постојат дека нема поврзаност помеѓу вакцината, МРП и аутизмот или автоимуните заболувања или Даунов синдром, значи тоа се сосема други механизми кај овие заболувања. Доктор Микич и доктор Ставрич се гости вечерова. Имаме уште едно 10 минути за доцно будните мајки, уште по рано будните дедовци да допрашаат, а потоа секој со своето да се грижиме и за децата и за сопственото здравје. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Прво прашање, стари, колку прашања смеам да поставам? Колку сакате, имаме време да ве сослушаме, ама да бидат кратки, за да може да ви одговорим. После втората доза на Дитепер, моето дете разви хронично заболување. Зар вашите гости сметаат дека било која казна ќе ме натерат да продолжам со планот за вакцинација? Добро, тоа е првото. Второто, кој треба да биде одговорен што се сместени и биле сместени на клиниката за нефрологија пациенти со морбили. Биле препратени таму, каде што истовремено се контролираат пациенти со имунокомпромитирана состојба. Тоа е ваша информација, ваша шпекулација, ваше видување, како да го крстиме овој став? Моја информација. Добро. Ке имате уште нешто или ќе се задржиме и ќе дадеме право до... Да, трето прашање имам. Да? Зошто досега ниеден не се потруди да објави точен број на заболени пациенти поврзани со вакцините? Ама тоа поврзани со вакцините како последица на вакцините? Да. Добро, благодарам. Значи, преводите на последиците кои производителите јасно ги кажуваат од вакцините, не се до крај дадени во преводите на македонски јазик. Тоа е прилично опасна теза. Еве, од ова последното ќе почнеме. За 20 доктори Микич и Ставрич, можно е тоа да се така да се манипулира? Мислам дека не. Значи, може да има несакани реакции од секоја вакцина. Не, дека е сокриена информацијата во преводот? Во преводот. Не би смело тоа да. Кој врши контрола на тоа? Агенцијата за контрол Малмет. Малмет, добро. Има едно поприлично, мислам дека е до вас, професор Ставрич. За нефрологија, тоа веројатно се мисли за детска нефрологија. Значи, клиниката за детски болести е единствена терцијарна установа во Македонија, каде што се примаат и се третира за диагностика и се третираат сите деца кои што имаат хронични заболувања. Меѓутоа, исто така се хоспитализираат и деца со акутни инфекции. Многу често, значи најчесто што се хоспитализираат во тек на дежурните сати, се деца кои што имаат симптоми на покачена температура и неспецифични респираторни симптоми. Ние во тој момент не знаеме дали детето има морбили или нема морбили, или има некоја друга акутна
вирусна инфекција. Сега лаички ќе поставам прашање. Зашто не се организирате? Значи, се организирани. Да издвоите една соба или еден департмент за такви ситуации. Значи, на клиниката има направено еден цел одел каде што се хоспитализираат деца со морбили. Меѓутоа, другите деца кои што имаат со акутни проливи, со акутни респираторни, имаше сега и грипот беше сезона на грип, значи тие беа хоспитализирани на други оддели. Тоа се сепак децата кои што примаат имуносупресивни терапии се во изолации, во соби. Сите соби се со купатила, така да реално тие деца се изолирани. Но постои можност да биде хоспитализирано дете кое што е фебрилно, кое што после ден, 2, 3 ќе се осипе и ќе се постави диагноза за морбили. Во тој случај тие деца веднаш се изолираат на оделот за морбили. Добро. Ова со ДТП вакцина и хронично заболување, која е таа спрега, професор доктор Микич? Значи, не знам за кој точно хронично заболување се работи пред се, во принцип... Чекам да видам дали е гледачот на линија. Да, може да се, значи, некои хронични заболувања не се појавуваат на раѓање. Тие се појавуваат во текот на доенечкиот период или покасно. Така да, многу често може да се поклопи примањето на вакцини со појавата на некое хронично заболување. Тоа не значи дека вакцината е директен причинител на тоа хронично заболување. Значи, и да не примило вакцина, хроничното заболување ќе се појавило. Добро, што да следнем гледач. 22:52 и уште 10 минути максимум. Да, повелете. Се слушаме? Да, повелете. Прво една критика до вас, значи предолго се чека поради заинтересираноста за емисијава. Потрудете се прашањата на гледачите да ви бидат приоритет наспроти вашите прашања. И сега да преминам на моите прашања. Добре, еве прифаќам критика и вас ви вклучувам. Повелете. Првото прашање, зошто кога е прогласена епидемија и кога мерката незгрижување на невакцинирани деца во градинките е приоритет и прва на листа, со полна пареја работат игротеки, театри, кина, се одржуваат концерти и други јавни настани? Тоа е прво прашање. Второто прашање, со која вакцина ќе бидат вакцинирани бебињата од 6 месеци, кога знаеме дека ова е тривалентна вакцина, односно е вакцина за морбили, рубиола и пертутис? Добро, ви благодарам многу. Прилично екзактни прашања. Поверете. Ја да одговорам од последното прашање. Значи, ова е вакцина за морбили, рубиола и паротит, заушки. Иако во некои од вакцините стои дека може да се даваат над 9 месеци, меѓутоа според препораките на Светска здравствена организација, во услови на епидемија, границата, возрастната граница се симнува од 6 месеци. Значи, и двете... на таа граница 6 месеци, отим изборувате дека може да се симне, се појавува... Не. Под 6 месеци не. Значи, од 6 месеци нагоре. Значи, во услови на епидемија. Инаку, вакциналните календари на европските земји, ако ги видите, во голем број земји има каде што МРП вакцината се дава помеѓу 9-тиот и 15-тиот месец. Така да, секоја земја, ние сме го одбрале календарот каде што на 12 месеци и на 6 години ја примаат втората доза. Тоа е заради златна средина или заради некои екзактни истражувања? Не. Добро. Микич, доктор Микич, за вас. Имаат право реакцијата. Видите, тоа е една фина диагноза. Игротеки, родендани, деца кај што се собираат, така што не можете да детектирате дали бил, ќе биде или како ќе реагира. Значи, вака, мерките секој се носат онамо каде што ќе имаат најмногу ефект. Неколку пати веќе спомнавме каде имаме најголем гап или најголем пропуст во вакцинацијата. Тоа беше во предшколската возраст до 5 години. Родителите често се колебаат, значи го одложуваат вакцинирањето и го оставаат за покасните години, после 4, 5 или 6 години. Значи имавме повеќе, како што кажа, скоро 30% во Скоп имавме невакцинирани деца на оваа возраст. Значи логично е ударната мерка да биде токму кај оваа популација, каде
тука најбрзо ќе го прекинеме оној ланец на ширење. Кај повозрастните групи, порано опатот не беше над 95%. Не очекуваме толку голем број да имаме и тоа и не се случува. Значи, ако ја видите целона, ние имаме број на заболени над 30 години. Меѓутоа, ако ја видите колкава е популацијата на над 30 години, сепак во односот на стапката на вкупното население, се уште не се најзапатени. Мислиш дека малце бегате свесно или заради тоа што не сака да се одважите да кажете 2 недели, 3 недели нема игранки, нема игротеки, нема родендени, бидејќи не може да знаете... Дека народот треба да биде свесен, дека во услови на епидемија го изложува здравјето на своето дете ако ги носи не играме на свест, играме на одлука за епидемија врз основа на кој се применуваат сиот сет на мерки. Значи, гледачката има право да се забрани, треба, не треба и така натаму. Значи, зашто го почнав, можеби само се поголемо. Забраната на јавниот, да речеме, живот, собирање во кинотеки, како што кажа, јавни собери, докажано е дека нема многу да вроди со плод во однос на намалувањето на бројот, затоа што таа популација не е најмногу на ризик. Да, можеби ќе имаме случаи, меѓутоа не може ни да запрепа јавниот живот заради, значи, мораме онаму каде што можеме да делуваме. Добро, бидејќи ми искритикува гледачите, да им даеме простор на гледачите. Добро вечер. Таман помисли дека се влегол во колосик. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Поелете. Се слушаме? Да, поелете. Вака, имам само едно прашање. Во дилема сум од службите за вакцинација, добив различно толкување за следнава ситуација. Значи, моето бебе е моментално 8,5 месеци, на 23 примив на 6 валентна вакцина. И сега прашањето ми е колкава е временското ограничување од 6 валентната вакцина до примањето на МРП. Јас би сакал да речем уште утре да му ја ставам. Дали можам уште утре или треба да чекам повеќе од 43 дена, како што ми рекоа? Бидете на линија, професор Ставрич ќе одговори, а после можете да го прашате. Нема ограничување на времето. Може уште утре да ја прими МРП вакцината. Важно е после, значи помеѓу две живи вакцини да има размак од 4 недели минимум. Меѓутоа, пошто се петовалентните, шестовалентните се работи за мртви вакцини, значи буквално тие може да се дадат во исто време заедно со МРП вакцината или МРП вакцината да се даде непосредно после примање на шестовалентната вакцина. Имате дополнително прашање? Вам ви се обраќам. Добро вечер. Добро, благодарам. Рече, немојте да ги исклучувате додека не завршим диалогот. Добро вечер за следниот гледач. Добро. Ми зборува дека се преблокирани линиите. Ајде да чуеме и подготви да го продолжиме малце разговорот, ако имате интерес со прашање. Повелете, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Едно прашање, дали вакцинирани луѓе може да бидат заразни? Поточно зборувам за луѓе кои што се имунизирани, значи комплетно имунизирани. Не сум баш најасен. Ај бидете уште еднаш проформулирате го прашањето, иако ја не сум доктор, ама гледам реакција тука на соговорница. Ако лицето прими вакцина, тоа не е заразно за околината со примање на вакцината. На тоа мислевте? Да. Добро, благодарам. Дали имате уште нешто? Не благодарам. Благодарам и вам. Добро вечер за следниот гледач. Значи, прашањето и информациите се врзани со денешната одлука на владата да се прогласи епидемија на морбили и да се преземат малку поригорозни сет на мерки од забрана на посета по болници, обврзително вакцинирање, како што доктор Микич посочи 6 урбани центри или речиси половина од населението се треба да бидат на оден начин под карантин со оглед на растичкиот број на заболени од морбили. Добро вечер за еден од последните наши гледачи. Добро вечер. Добро. Режи, има ли уште некој? Или гледачите се уморија држајќи ги... Нема, добро.
Еве, добивам сигнали од режија. Да, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јас сум мајка на 20-дневно бебе и не сум вакцинирана воопшто, освен дете без примено. Прашањето ми е дали и кога да се вакцинирам. Значи, мајката може уште утре да се вакцинира. Ама не велите дека имунолошкиот систем на мајката... Мајката може да се вакцинира. Мајката може да се вакцинира и на тој начин ќе заштити, мислам, самата ќе се заштити да се разболе, а на тој начин и да го разболи своето дете. Добро, ама во наредните 6 месеци, како што велите, дека го штити чадорот на мајката, така да не е адхок Не, значи мајката не е вакцинирана, значи бебето не е заштитено. Значи мајката пожелно е уште утре да се вакцинира и сите околу бебето што се домашните, доколку не се вакцинирани да се вакцинираат, на тој начин да го заштитат бебето до 6-месечна возраст, а после 6-месечна возраст и бебето да се вакцинира. Добро. Ако може... Да, повелете. Вака, јас сум склона на алергија и затоа, како дете, кога требало да се примат вакцините, не сум вакциниран. Имало компликации со јаки конвулзии и затоа докторите имаат забрането да се вакцинирам. Затоа ми е прашањето дали и кога да се вакцинирам. И дали треба да направам некои дополнителни испитувања претходно или... Направете консултација со вашиот лекар, алерголог, пулмолог, алерголог, кој што ве води во врска со вакцинацијата. Давањето на МРП вакцина не е контраиндикација кај пациенти кои што имаат алергиски заболувања. Ниту алергијата на јајце, ниту астмата, ниту другите алергиски заболувања не се контраиндикација. Но во секој случај направете една консултација со вашиот доктор алерголог. Добро. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. Поштовани гледачи, 23:03 кој се качи на возот велат тргнува од перонот наречен Морбили. Денеска владата прогласи епидемија. Таа е концентрирана на неколку големи урбани средини на цела територија. Мораме да се вакцинираме, ако сакаме да ја спречиме експанзијата и ширењето на морбилите или сипаниците, како што народ ги вели. Последниот гледачи, мислам дека би било добро да не ве тревожам и да не се тревожиме сите заедно. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јас бев и први последен гледач, не добив одговор на прашањето, па ќе ве замолам ако може да добијам сега. Значи, за возрастната старосна група над 60 години. Или 60, еве, ако вие ставате граница на 60, иако јас знам дека од минатата недела е хоспитализирана 63 годишна жена со морбили. Не се. Каде треба да се вакцинираат во Скопје, еве? Каде може да отидат возрастни луѓе за да се вакцинираат? Локацијата, затоа што немам појма каде може да ги пратам моите родители. Дополнително докторката спомна дека сепак е вакцина, не се препорачува преку 60 години. Што тоа треба да значи? Дали може да биде опасна по живот за луѓе над 60 години? Чисто да знам што да очекувам и дали да се спуштат во ризик моите родители. Добро. Знаејќи дека пациентка со 63 години е хоспитализирана со морбили, не ми доаѓа да се вакцинираат сите, затоа што јас дома имам бебе, кое што се уште не е стастано за да прими вакцина. Благодарам, да молам за одговор. Добро, сега ќе добиете исцрпени и тоа од Ставрич и од Микич. Повелете, Ставрич. Значи, вакцината на возрастните се спроведува во центрите за јавно здравје. Значи, ако е пациентката во Скопје, тогаш во пролече, во Центарот за јавно здравје во пролече да се јават и таму да бидат вакцинирани. Во поглед на тоа зашто е 60 години, не е 60, над 60 може да се вакцинираат луѓето. Меѓутоа, прашањето е каква е здравствената состојба кај возрастните над 60 години. Значи, другите заболувања, коморбидите што ги имаат возрастните, може да влијаат врз ефектот на вакцината, каков имунитет ќе се создаде и дали евентуално може да предизвика и некои несакани ефекти. Не би се очекувало ако и 60, 65 и 70 годишен пациент, возрастен човек е здрав,
секако дека може да прими вакцина и не би се очекувало никаков проблем или реакција од вакцината. Може би само едно дополнување. Поставивме на таква арбитарна граница 60 години, затоа што е и повеќе од она што е епидемиолошки, да речеме, оправдано, затоа што се смета дека 10 години пред воведување на првата доза вакцина, сите, значи, родени во тој период, природно ја прележале болеста, бидејќи се работи за морбили кои што се високо контагиозни, се смета дека, значи, најголем, секако ќе има мал број на случаи кои што не ја прележале, меѓутоа од толкава, пак ќе кажем, популација имаме само еден пациент над 60 години кој што сега. Јас за 20 имам прашање последно вака. Колку трае? Кога би можело да се појават реакции од вакцината и дали се тие детектирани и јасни со јасни симптоми? Значи, доколку се работи за првата доза, примање на првата доза на МРП, очекувани реакции се после 7 до 10 дена. Се опишуваат, најчесто немаат никакви реакции, меѓутоа може да има и покачена температура, може да има осип, може да има оток на плунчаните жлезди. Во исклучително ретки случаи може да се појават и грчеви, збориме за децата, фебрилни грчеви, или може да се појави исклучително ретко исто така пат на бројот на тромбоцитите. Во рокот до 30 дена од примање на вакцината можат овие реакции несакани да се појават. Доколку се појават, значи должни се и докторите и вакциналните тимови да ги пријавуваат тие несакани реакции до Институтот за јавно здравје. Во случај на примање на втора доза, веќе втората доза, пошто тоа е како еден зајакнувач на имуниот одговор, не се очекува никоја реакција. Може да има оние локални реакции на местото на апликација, меѓутоа некои посериозни реакции не се очекуваат од втората доза. Доктор Микич, ќе ги апдейтирате сознанијата, дали ќе се намалува, дали се зголемува бројот, дали очекувате на начин дисперзија на заразите и надвор од овие урбани средини? Значи, се зависи како ќе реагираат граѓаните, како и колку брзо ќе се спроведат овие мерки што се препорачани. Значи, доколку темпото на вакцинирање во Скопје остане вакво како што е сега, очекуваме да имаме подолго време да трае епидемијата. Тоа значи дека треба масовно вакцинирање. И тоа е основниот. Тоа е основен и единствен и најдобар и најбезбеден начин за спречување на понатамошни нови случаи. Значи, сето друго е се мерки да се ублажи пикото на колку нови случаи ќе имаме во тек на една недела. Меѓутоа, додека не се извакцинираат сите луѓе или додека не ја прилежат болеста, едноставно ќе имаме нови случаи. Тоа е, го гледаме секаде во регионот, веќе една година имаме активни епидемии низ цела Европа. Добро. И тоа е посебен дополнителен проблем, што не сме само ние, што имаме во околината, значи постои можност повторно за импортирање на нови случаи, доколку има джебови, повторно да се прошири тоа заболевание. Добро, поштовани гледачи, потсетувам дека владата денеска прогласи вонредна состојба во државата поради растечкиот тренд на заболени од морбили. Толку ни е времето, можеме и уште да продолжим, но мислам дека главно јас, а многу повеќе вие ги допрашавте моите вечерашни гости, докторите Микич и уште Ставри се, разбира се, извинувам, и двајца прашувам, сега можеме спиеме помирно од како имаме епидемија, прогласена епидемија, или сега се вознемиривме многу повеќе? Ставиш? Па е аларм. Е аларм епидемијата и мислам дека сите треба да бидеме свесни и треба да навистина превземеме мерки, секој од себе да трне и да околината да ја вакцинира, за да навистина ја прекинеме оваа епидемија. Тоа е единствениот начин. Доктор? Па, ја би се сложил со професорката, само мала корекција, не е воредна состојба, се уште, само епидемија имаме прогласено. Подигнато е нивото на готовност. Прогласувањето на епидемија возможно само спроведување на поригорозни мерки. Меѓутоа, без личната
свест кај граѓаните, меѓутоа и кај докторите пред се исто, кои што се оние први кои што треба да ја препорачаат и да ги советуваат граѓаните, нема да успееме. Значи мораме заедно да работиме и здравствената фела и граѓаните за да се спречи ова заболување. Добро, еве телевизија ви одвојува во континуитет бесплатни часови и минути за една популаризација на оваа акција. Јас ви сугерирам на Филипче малце да одвои време за еден спот кој постојано ќе ги предупредува граѓаните, ама не со страшило, туку со едукација и со подготвеност дека треба што побрзо да ги заштитиме себе си и да одои некој динари за нас медиумите, не туку само бесплатно да се рекламира. Поштовани гледачи, и ние стоиме на располагање за да одговориме на вистина на и покажувате прилично висок степен на кооперативност, не само сега, туку и во претходните неколку емисии, не само кај мене. Професор Ставрич и доктор Микич беа гости, луѓето кои ви дадоа одговори. Се надевам дека за оние што имаат уште дилеми, нека, јас тоа стално го викам, нека пишат на мејл, на Facebook, јас ќе им ги доставам, па ќе им кажам на тој ист статус, на тој ист мејл и Facebook статус да ви пратат одговори, ако се разбира во рамките на нивните сознанија. Пријатна вечер, им благодарам на гостите и на нашите гледачи.